Неасфалтираните улици, загадувањето, лошата хигиена и проблеми со снабдувањето со вода. Ова се едни од најгорливите проблеми кои граѓаните очекуваат да бидат решени од идните градоначалници. Во пресрет на локалните избори, ТВ Нова на терен, ги запрашавме граѓаните кои се нивните очекувања од идните градоначалници во нивната општина. Нивните одговори во рамките на очекувањето и на нивните најголеми потреби. Дали иден или нареден, без разлика кој ќе, треба да е коректен кон граѓаните и домаќин, да биде чесен. И останатото се знае како е домаќин и каков однос треба да има со граѓаните. Куеме да биде малце подобро од овај. Овде нашиот градоначалник направи зграда до зграда, да жените од балкон да си пијат кафе. Додека за зеленило, за паркови, тоа не размислуваше уопште. И секој дрва 50 годишни, сега е зграда до зграда. Катастрофа направија. Зеленило немаме. Гаражата, 2 бензински пумпи. Бензинските пумпи треба надвор од градот, а не под ова на 45 гради. Многу работи, сега да не ги наброја. Воздухот да се прочисти, разбираш, ако може на некој начин, тоа е најважното. Сум од ова општина Аеродром, прилично урбанизирана општина, има се на некој начин подобро од другите општини, меѓутоа треба се обрне внимание повеќе на хигиената, на чувањето на зелените површини и на нивното неуништување со изградба на нови објекти. Многу не очекувам, да ви кажам право. Да биде градоначалник на сите граѓани и да не прави поделби на наши и ваши, да покаже висок етички морален кодекс на однесување и одлични менаџерски способности, водејќи ги градовите и општините. Секако, да е чесен и професионален политичар со квалитетна изборна програма, што ќе се грижи за локалниот економски развој и урбанистичкото планирање. Ова за граѓаните останува идеалниот профил на градоначалник за кого би гласале на престојните локални избори, кој ќе ја добие довербата на граѓаните, односно кој ќе ги убеди дека ќе им ги реши проблемите. Останува да видиме на 15 октомври.